одговара ревизија на шеската поради поголемиот број на гласачи во оваа изборна единица. Каков е вашиот коментар? Може ли воопшто ова прашање да се реши до одржување на изборите, ако нешто ќе бидат последици? Законите во Македонија треба да се почитуваат и ние ќе поддржиме решенија кои што значат почитување на изборниот закон. Меѓутоа, сета оваа мешаница која е направена во кујните на ВМРО, ДПМН и ДУИ целосно координирано за да прави пречки за одржување на изборите и за да отвара можности за нивно бегање од избори, покажува колкава грешка направија трите други политички партии кога не го поддржаа предлогот Македонија да биде една изборна единица. Уште минатата година го дававме тој предлог, се боревме за таков предлог, заради тоа што сметаме дека со една изборна единица секој глас ќе вреди подеднакво, сите граѓани ќе знаат дека нивниот глас подеднакво се вреднува, а сите политички партии ќе знаат дека имаат една иста шанса за успех. Жалиме што ја испуштивме таа шанса и сметаме дека веднаш по промените во декември тоа ќе биде еден од чекорите кои што ќе го предложиме во собрание. Македонија да ја направиме една изборна единица, граѓаните да знаат дека нивниот глас вреди подеднакво, а политичката криза, политичките конфликти да се намалат и да се доведат во некаква нормала. Во овој момент се уште во Македонското собрание и покрај различните коментари нема никаков предлог. И тоа само покажува дека темата се злоупотребува од ВМРО, ДПМН и од ДУИ во една координирана акција во која едните ќе глумат дека тоа прашање не ги засега, а другите ќе глумат дека сакаат избори, ама ќе бараат како тие избори да ги нема. Познати ли се кај вас носителите на листи, се спремаат ли, се подготвуваат? За разлика од некои други партии, особено овие владеачките, кои што листите ги прават навистина во затворен круг и од страна на нивните извршни органи од не повеќе од 10 или 15 луѓе, во СДСМ одлуките и за носители и за дел кандидати на листите се носат од страна на Конгресот. И тој Конгрес ќе биде не овој сега што го најавуваме, кој што ќе се концентрира на програмските определби, на приоритетите на опозицијата, на коалицијата која што ќе ја собереме и големиот фронт кој што ќе се создаде. Тој Конгрес ќе биде потоа, меѓутоа само Конгресот има шанса, има сила и има мандат да одлучува за тие прашања. Дали дел од лидерите на шарената ќе бидат на пратеничките листи? Ние дури на Конгресот кој што ќе биде за неколку недели, ќе одлучуваме каков тип на коалиција ќе градиме. Сметаме дека во овој момент граѓаните се заморени од бесконечни кавги и политички конфликти. Сакаат да видат луѓе кои што знаат да создаваат не само коалиции, знаат да создаваат партнерства, сојузници и да градиме заедничка иднина. Затоа нашиот предлог до Конгресот ќе биде да не создаваме обични партиски коалиции, туку да создаваме навистина широк фронт кој што ќе каже не на досегашното осиромашување, изолација и страф кој што владее во Македонија. Освен албанскиот јазик, што друго ќе предвидувате во вашата програма заедно граѓанско општество, да кажем? Ние во нашата програма ја испраќаме следната порака, дека нема да дозволиме веќе истите луѓе и истите политики, кои што се политики на страф и поделби, да ни го диктираат животот. Она што ни се случува во изминативе неколку дена покажува како ВМРО, ДПМН и ДУИ сакаат да владеат. Божем се караат, а одлично за сцена коалицираат за бизнис и за партиски интереси. Затоа и ова лажна приказна дека сега проблемот бил јазикот не е точно. Граѓаните на Република Македонија ни велат доста ни од политика, доста ни од фештачки создавани политички кризи за едно, друго или трето етничко прашање. Сите ние сме граѓани на оваа земја, сакаме да имаме работа, сакаме да имаме пристоен живот, сакаме да имаме добра плата, сакаме да имаме подобро образование и здравство. Тоа се темите на кои што се концентрира програмата на СДСМ. Се останато се курирски шпекулации и обид да не вратат во минатото во политиката на кавги на ВМРО, ДПМН и ДУИ.